Секоја година над 1/3 од парите во пензискиот фонд доаѓаат од буџетот. До 2018-та над 40% од буџетот на фондот за пензиско доаѓало од државната каса. Ситуацијата се подобрува по 2017-та, за во 2023-та таа бројка да падне до 32,6%. Минатата година дупката повторно се продлабочи на над 36%, а слична се очекува и годинава. Кои се решенијата? Зголемување на платите, зголемување на бројот на вработени, зголемување на стапката на придонеси за пензиско осигурување. Во системот имаме низа на категории кои не се вклучени во системот на социјално-пензиско осигурување, односно тоа се категории на лица кои во моментот работат, како што се, например, фриленсерите, како што се, например, некои сезонски работници, кои што, иако имаат третман на тие работат по дефолт, сепак системот не ги опфаќа, треба во иднина да се генерира систем каде што ќе имаме поволности, стимулации за нивно доброволно вклучување во системот и на таков начин да се зголеми бројот на осигуреници. Според законот, пензиите се усогласуваат 2 пати годишно, во март и во септември. Процентот на зголемување на пензиите зависи од покачувањето на трошоците за живот и од покачувањето на просечната плата. Сепак, владата во 3 наврати носи адхок одлуки за линеарно зголемување на пензиите. Во септември 2024 и во март годинава од по 2500 денари и во септември годинава од 1000 денари. Благица Петрески од Фајнанстинг вели дека линеарното зголемување на пензиите е проблематично од аспект што ги демотивира сегашните вработени да плаќаат придонеси на цела сума и ја зголемува непредвидливоста. Преку линеарно зголемување на пензиите кој што моментално е популарно, тоа е дискрециона одлука, каде што овозможува да секоја година биде различно дефинирана колкаво ќе биде ова линеарно зголемување и зависно од политичкиот циклус во моментот, оваа категорија може да варира од поголеми износи непосредно пред избори до помали износи непосредно после избори. Светската банка и Фискалниот совет бараат зголемување на старосната граница за пензионирање. Се предлага да се зголеми на 67 години. Сепак, ова е многу непопуларен потек и ниту власта, ниту опозицијата не го поддржуваат.